Милиони евра за експроприација и истражување на земјиште и ниту 1 километар асфалт. Ова го покажува извештајот од надзорот за прогрес на работите на коридорите 8 и 10D за периодот ноември-декември 2023. 3 свечености, 2 табли, една дупка и над 230 милиони евра пари од граѓаните. Но зашто? Почнувајќи од април минатата година, на сметката на Бехтел и Енка легнале 10 транши во различни суми, но на извештајот од вкупно 8 страници за толку милиони, за работата на консорциумот може да се видат само 2 графикона кои укажуваат за 58% завршена експроприација и 67% геотехнички истражувања. Побаравме одговор од владата, Министерството за транспорт и врски и од јавното претпријатие за државни патишта, но сепак не упатија на извештајот од извршената ревизија од надзорот. Во периодот ноември и декември 2023 година изведувачот продолжил да ги извршува главно работите за проектирање на експроприација, геотехнички истражувања, други претходни активности и спецификации на автопатот. Токму во овие 2 месеци биле исплатени над 50 милиони евра на Бехтел и Енка. За годинава ќе добијат нови 250 милиони евра или половина милиарда за 2 години. Прашавме кога ќе биде исплатена првата транша годинава и зашто точно овие пари ќе се наменат. Конкретен одговор не добивме, туку дека исплатата се вршала по доставување на така наречена ситуација за извршени работи. Во однос на исплатата на првата транша, известуваме дека таа се врши согласно со програмата за финансирање на патна инфраструктура за проектот Коридор 8 и Коридор 10D за 2024 година, со која се утврдува намената за средства потребни за финансирање на патната инфраструктура за имплементација на проектот. Исплатата на траншите се врши по доставување на така наречена ситуација за извршени работи. Кога ќе биде доставена најновата ситуација, ќе се пристапи кон исплата на првата транша за оваа година. Во извештајот од надзорот конечно видовме и дел од она што се планира да се направи, но сепак тоа не е финално. Можело да подложи на промени. Предвидени се 24 подвозници, 34 надвозници и 4500 метри во мостови, но ништо од ова не е почнато да се гради. Предвидувањата беа дека коридорите ќе чинат околу 1,3 милиони евра, но според тоа како сега се одлеваат милиони, се чини изградбата ќе чини многу повеќе. За експроприација се проценети околу 300 милиони евра, која и таа не е се уште завршена. Земјиштето ќе се купува по пазарна цена која се пресметува врз основа на данокот на имот што го плаќа сопственикот на недвижнината.